Земјоделците од Кочанскиот регион повторно излегоа на протести и со земјоделска механизација во Облешево ја блокираа едната коловозна лента на магистралниот пат Кочани-Штип. Рекоа дека на тој начин го изразуваат незадоволството од бавното решавање на состојбите во оризопроизводството, како и од ниските откупни цени на арпата и на белиот ориз. Необходен е итен ангажман од страна на Министерството и на владата, значи за изнаоѓање соодветни решенија. Прв во таа насока би бил чекорот на итна исплата на субвенциите на оризопроизводители. Втор момент е заеднички да седнеме со Министерството и со владата, да се направи севкупна анализа на состојбите, со цел да се утврдат цени кои ќе се прифатливи за оризопроизводителите и кои не би биле пониски за арпата од 25 до 30 денари и за белиот ориз од 55 до 60 дена. Значи, на ваквите, пак ќе решам, наши насоки упатуваат и моменталните состојби на берзите во Италија, на движењето на оризот. Меѓутоа, можеби дел од купувачите се соочуваат со тоа што значат залихи од минатата година. Тука е потребно вклучување на владата, евентуално со ангажман во делот на откупот или откуп за стокови резерви. Јанев додаде дека имаат и десетина други барања за кои треба да се разговара, но во моментот го споменуваат само она што е најбитно за земјоделците. Тие се заканија со радикализирање на протестите и целосно блокирање на магистралниот пат ако надлежните не покажат подготвеност за исполнување на барањата. Добиле подршка и од други земјоделски здруженија во државата со најава за генерален штрајк на пошироко ниво. Еден гевреке, 2 кила арпа, еден гевреке, да се разбереме. Кој може да обстоje? Никој не може да обстоje. Значи не можеме комбањерите да ги платиме. А камо ли за обструк, ние сакаме дрва, струја да платиме. И ние имаме, значи кои сите нормални луѓе имаме потреби за живот. Имаме залих од лани, уште можеме да продадеме. И сега не можеме и да жнееме, комбањерите нема да жнеат, немаме пари да ги платиме. Без пари никој више неќе да жнее. Сакат пари на дајамата да му даваш на човек. Лутион дава пари за нафта, за комбајнот да си го спрема за делови, за тоа и без пари вика брат не ти жнеам. И сега така ќе остане и оризот. Временските услови се слушија и оризот ќе не остане, нема да не го жнеат, у нивите ќе остане оризот. Цело време се препукуваат ВМРО, СДС, ВРО. Се докато се препукуваат ВМРО, СДС, ние ќе си тонеме, ќе си бидеме удно наори. И млад земјоделец, како млад, јас сум единствен млад земјоделец во нашето село, али веќе не постојат луѓе, никој не сака да се бави со таа работа. Ти едноставно нема ништо од тоа веќе. Јас имам работено да речеме 15 години и сега последните 2-3 години мора се што имам дадено, печалено да извадам, за да произведам пак ориз. И не бива вака. Додека траеше протестот и блокадата, сообраќајот се одвиваше по едната коловозна лента на магистралниот пат, а полициските службеници наизменично ги пропуштаа возилата од двата правца. Од Општинската организација на СДСМ од Кочани испратија писмено известување до јавноста во врска со протестот на земјоделците. Во него се истакнува дека не се работи за штрајк на оризопроизводителите, туку политички настан на опозицијата желна да дојде до парите на граѓаните. Појавувајќи се на протестот во Облешево, пратеникот Миле Левков со елитата од времето на Груевски, поддржан од кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН за Чешиново, Облешево и Зрновци, им дадоа целосна политичка димензија и ги открија и онака провидните намери на штрајкувачите. Тие не бараат ништо за земјоделците, не ги интересира ни цената на оризот ни потребите на оризопроизводителот. Тие се докажани политички манипулатори кои бараат се само за себе. Точно тие политичари додека беа на власт, субвенциите за оризот беа 6000 денари по хектар. Денес тие се 3 пати поголеми, благодарение на одвојувањето на субвенциите за оризот од другите житни култури, а 50% од трошоците во производството ги покрива државата преку зелената нафта. Актуелни се мерките за поддршка на руралната жена, на младите земјоделци за набавка на механизација, субвенционирањето на младите насади. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава за прв пат ја воведе мерката за набавка на специјални комбајни за жнење ориз со сечкалици за сламата, што представува уште една помош во намалувањето на трошоците за прибирање на оризот и мерка против палењето на страништата.
Социјалдемократскиот сојуз останува на страната на земјоделецот, а тоа го покажува и подготвеноста на владата да разговара и да ги поддржува оризопроизводителите. Личните интереси на политичарите што стојат зад дел од оризопроизводителите уште еднаш ја покажа нивната неизменна желба за власт и моќ. Ги повикуваме земјоделците од Кочанско да се отргнат од нивните манипулации и своите намери да ги остварат на маса со преговори со надлежните институции, стои во писмениот допис до јавноста од Општинската организација на СДСМ Кочани. Најдоброто носи проекти во интерес на сите граѓани. Во изминатите 4 години како никогаш досега се инвестира во развојот на инфраструктурата. Со тоа македонскиот исток не е веќе слепо црево, туку одлично поврзан и со главниот град и со другите региони на државата. Истакна председателот на СДСМ Зоран Заев пред граѓаните на Кочани на митингот што во петокот го организираше коалицијата Најдоброто за мојата општина. Заедно со Илиев, советниците и општинската администрација во следните 4 години ќе реализираме бројни важни проекти за идниот развој на општината, важни за граѓаните. Во мандатот пред нас Кочани ќе добие нов булевар, влез и побрз влез и излез од градот. Проектот е започнат, како што кажа градоначалникот, и сметајте на целата наша поддршка. Ете развојот на инфраструктурата, освен на регионално, ја унапредуваме и на градско, на локално ниво. Таквото унапредување ќе донесе и нов мост на Кочанска река, кој што заедно ќе го изградиме. За развојот на спортот, за поддршка на младите, Кочани ќе добие спортска сала, а грижата за највозрастните граѓани ја докажуваме со тоа што ќе изградиме и опремиме дом за стари изнемоштени лица, најголем во регионот, кој што е влезен веќе во трогодишниот развоен план на вашата земја преку владата и централниот буџет. Кочани е шампион меѓу општините во државата според дисциплинираност во финансиското работење, а во наредните 4 години ќе добие нови инфраструктурни објекти, најави кандидатот за градоначалник Николчо Илиев на митингот на коалицијата Најдоброто за мојата општина. Преку принципот на одговорно, транспарентно и отчетно работење, во оваа изборна трка обезбедивме огромна предност пред противникот, затоа што имаме реализирани проекти како никогаш досега. Реализиравме капитални проекти што остануваат да говорат за нас. За неполни 4 години изградивме повеќе од 60 улици, нова детска градинка, планинарски дом, мултикултурен центар. Кочани е шампион во финансиско работење. Покажавме дека општината може да се води честно и одговорно. Затоа очекувам да извојуваме уште една голема победа, затоа што Кочани го има најдобриот избор. Продолжуваме со решавање на проблемите од јавен интерес. Имаме јасен план за инвестиции во туризмот. Имаме концепт за одржлив развој, политика за равномерен локален развој. Вложуваме подеднакво и во градот и во населените места, затоа што силни села се гаранција за силна општина. Работиме на патни и комунални зафати. Обезбедуваме поддршка на земјоделството и на малите бизниси. Испорачуваме редовни социјални услуги. Вложуваме во културата, спортот, здравието, рекреацијата. Секој граѓанин ни е важен. Пред присутните на митингот во Кочани се обрати и носителот на кандидатската листа за советници Томе Солевски. Чест ми е што изминативе 4 години бев прв меѓу еднаквите што носат одлуките за брзан и одржив развој. Кочани заслужува да продолжи подобро. Со посветеност и грижа за краток период во Кочани е вложено колку што во последните години е вложувано. Одлуките што ги носи Советот со мнозинство на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата придонесеа за подобрување на квалитетот на животот во сите сфери. Реализација на овие одлуки, видлива преку низ за капитални проекти, е потврда за одличната соработка што имавме со градоначалникот Николчо Илиев. Избрав да бидам хирург, затоа што сакам да помогнам на луѓето
да им бидам поддршка, особено кога им најтешко имаат мака. Мојата професија бара точност, одлучност и прецизност. И затоа, јас барам од вас и вие, сите вие, да бидете прецизни и одлучни, обединети за бројот 12, за најдоброто за нашата општина. Затоа што Кочани го заслужува најдоброто. Заедно да продолжиме за развој на Кочани. Кандидатите за советници од листата на ВМРО ДПМН од Кочани одржаа пресконференција. На неа се осврнаа за состојбите во здравството на локално ниво. Истовремено беа пренесени и барањата од матичните лекари за справување со состојбата со пандемијата од COVID-19. За жал денес здравството во општина Кочани и граѓаните се фрлени на колена како од централната власт, така и од локалната власт. Доказ за тоа е ова позади нас. Имено, пред неколку години ЈЗУ Општа болница Кочани од министерот Филипче беше преименувана во ЈЗУ Општа болница со проширена дејност. За да денес констатираме дека таа ни малку не е проширена, напротив, таа е скратена дејност, бидејќи скоро сите оделенија едва функционираат, а одредени дејности со години не постојат. Доказ за ова е и затворената модуларна болница позади нас, која подолго време не работи, и тоа во неголемата здравствена криза предизвикана од пандемијата со COVID-19, кога бројот на заболени и починати од ова зло кај нас беа најголеми во цел свет. Намената на оваа болница требаше да биде од помош не само на нашите граѓани, туку и пошироко. За Кочанската болница пресметаа дека искористеноста е 1%. Сепак, министерот Филипче подоцна заедно со локалната власт, таа мала искористеност не ги спречи во поставувањето на овие монтажни бараки од страна на фирми блиски на власта за милионски суми, изгора на тоа истите денес да не работат скоро една година. Да подсетиме дека воедно од истите тие фирми блиски до власта, КЈП Водовод Кочани набави метларка за рекордни 5,25 милиони денари или близко 85.000 евра. Кочанската болница е градена со самоприденост на граѓаните и како локална власт ние ќе се грижиме за незиното напредување и нема да дозволиме истата да пропадне и да се затвори. Да ги кажеме и барањата на матичните лекари специјалисти по семена медицина, кои истите во немоќ до мене како представник во Советот на општина Кочани ги доставија на предпоследната седница. Како прво, да биде активирана модуларната болница за сместување на болни за COVID-19. Како второ, надлежните институции да постават протокол за работа на итната медицинска помош за транспорт на болни и заболени од COVID-19 до ЈЗУ клиничка болница Штип и инфективно оделение. Како трето, надлежните институции да преземат мерки со кои ќе се олеснат лабораториските диагностички постапки со ЈЗУ Институт за трансфузиологија Скопје, а која е во склоп на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност, односно за испитување на дидимери кај заболени од COVID-19. И како четврто, да се овозвожи матичните лекари да закажуваат рентген кај пациенти заболени од COVID-19. За сите овие точки, советниците од СДСМ не сакаа да дискутираме со образложение дека ние, представниците избрани од народот, сме биле ненадлежни за проблемите на граѓаните од здравството. При тоа не сваќајќи дека сите ние без разлика на политичката припадност сме и потенцијални пациенти кои може да ги стрефи истата мака. Уште еден факт, дека локалната власт практикувана од СДСМ, како преку Советот, така и со градоначалникот, не успеаја заедно да обезбедат соодветна помош ниту за граѓаните, ниту за здравствените работници во општина Кочани во справување со пандемијата од COVID-19. Со неискористување на средствата од програмите за социјална, детска и здравствена заштита, како за буџетот од 2019, така за буџетот и 2020. Иако при тоа имаше едногласни одлуки од Советот за купување на пулсоксиметри за мерење на сатурација кај болни од COVID-19, ни тоа не го спроведоа преку горе наведената програма. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикуваме на 17 октомври сите масовно да излеземе и да гласаме за бројот 7, како за градоначалник, така и за листата за советници, предводена од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, и да ги казниме представниците на СДСМ.
Дајте да создадеме нова иднина. Промени, проекти, победи. Пресконференција одржа коалицијата Најдоброто за мојата општина. При тоа беа представени заложбите за зачувување и унапредување на животната средина. Покажавме дека имаме концепт за одржлив развој, дека со нашето честно, одговорно и отчетно работење граѓаните може да добијат многу повеќе од кога било. Една од главните политики за кои се заложуваме е заштита на животната средина и искористување на обновливите извори на енергија, со поставување на урбанистичка подлога за изградба на фотоволтаични централи, со подобрување на енергетската ефикасност на поголем број јавни објекти и искористување на геотермалните води за затоплување на јавните установи, ние сме чекор поблиску до зелена и еколошки чиста општина. Изградбата на разделно зеленило и културното уредување на кружните текови и парковите во секое мало, субвенционирањето на инвертери и велосипеди, кои во иднина ќе продолжи, се само мал дел од проектите кои се реализираат во таа насока. Во рамките на редовни повици ќе воведеме квота за млади до 29 години за субвенционирање на велосипеди и електрични тротинети. Во наредните 4 години, само од основниот буџет, издвојуваме по 1 милион денари за секоја година за набавка и засадување нови садници и обновување на садниците што изгореа во големиот пожар што го зафати Кочани на 2 август оваа година. Со изградба на парк шума во спомен домот Лукубија, кој со својот мозаик представува едно од најубавите дела на авторот Чемерски, овозможуваме нашите сограѓани да уживаат во прекрасниот поглед што го нуди самата локација, а со поставување на нова урбана опрема да го користат за место за одмор и рекреација. Покажавме дека Кочани може да го сместиме на врвот на општините, да ги поставиме темелите на современа урбана средина, да продолжиме единствени. Движењето одлучно за промени на ЛДП и ДОМ одржа пресконференција. При тоа беше представена дел од програмата во областа на земјоделството, кое има приоритетно место пред се производството на кочанското бело злато Оризот. Коалицијата на ЛДП и ДОМ, која прерасна во движење одлучно за промени, во својата програма од областа на земјоделството на приоритетно место го стави производството на кочанското бело злато Оризот. После жетвата на Оризот, на земјоделските површини остануваат големи количини на слама, која представува проблем за обработка на земјоделското земјиште и од тие причини најчесто земјоделците ја палат сламата. Со опожарување на страништата се добива силни реперкусии врз животната средина. Тоа придонесува за нарушување на природната рамнотежа на екосистемот, емисија на загадувачки материи во воздухот и долготрајно нарушување на биодиверзитетот во почвата. Советниците од коалицијата одлучно за промени ќе се залага за изнаоѓање на трајно решение за решавање на овој горлив проблем. Исто така, ќе се залагаат и за навремено прскање против комарци и тоа повеќе пати во летниот период, со што би се решил овој проблем кој е специфичен за Кочани и Кочанската котлина. Со предвидената децентрализација, советниците на оваа коалиција ќе се залагаат државното земјоделско земјиште од прва, втора и трета класа да не представува предмет за продажба и трговија. Истото да не може да се пренаменува од земјоделско во градежно земјиште, бидејќи тоа представува ограничено природно национално богатство кое служи за производство на храна и не треба да се дозволи да се уништува. Градот Кочани и населението се соочуваат со горлив проблем кој се провлекува со години наназад, а тоа се кучињата скитници. Советниците на оваа коалиција преку проекти ќе се потрудат да дадат трајно решение за решавање на овој проблем, отстранување на кучињата од улиците, парковите и зелените површини во градот.
Во Кочани се изградени 4 детски градинки и 4 основни училишта кои се во непосредна близина на централното градско подрачје и кои имаат големи дворни површини, но за жал сите запоставени и несредени поради негрижа на властите кои раководат со нив, а се под ингеренции на локалната самоуправа. Кочани е општина која изобилува со вода и има високи потпочвени води и река, кои со неколку бушотини може да се добие бесплатна техничка вода за наводнување на сите зелени површини во градот и околните населени места. Во Кочани има повеќе здруженија на граѓани, но едно од нив е Здруженијето на спортско, рекреативно, еколошко друштво Кочански рибар, кој има склучен договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за заштита на рибата во езерото Брана Градче и организирање на рекреативен риболов на риболовното подрачје Брана Градче. Ова здружение е едно од најдобрите риболовни здруженија во Република Македонија, но за жал без поддршка од локалната самоуправа. Единствено здружение кое нема своји простории и канцеларија. Членовите на ова здружение секогаш само иницијативно вршат чистење на областа околу езерото без поддршка од локалната самоуправа. Советниците од коалицијата одлучно за промени со изработка на проекти ќе се потрудат да обезбедат средства за уредување на целата област околу езерото со изградба на патеки, дрвени мостови и платформи за рекреативен риболов, што би придонесло за развој на спортско-риболовниот туризам. Исто така локалната самоуправа треба да води грижа во иднина да не се дозволи ловиштето во Кочани да се дава под концесија на правни субјекти кои не се со седиште во Кочани, бидејќи тие не се присутни на теренот и нивната единствена цел е профитот, а не и заштита на дивечот. Постојат уште многу идеи и решенија за кои би можеле да помогнеме во нивното реализирање, но за тоа потребна ни е поддршка од вас, почитувани мои сограѓани. Затоа ве повикувам на 17 октомври да го заокружите бројот 2 и да гласате за советничката листа на коалицијата Одлучно за промени. Букити свежо цвеќе на споменикот на слободата положија делегација од локалната самоуправа и од Советот на општината, како и членови на раководството на Сдруженијето на борците од Кочани. Своја делегација на положувањето цвеќе имаше и општинската организација на СДСМ. При тоа представници од делегациите им оддадоа почит на сите борци од Кочанскиот регион кои се вклучиле во антифашистичкото востание на македонскиот народ и при тоа за слободата ги дале и своите животи. Свежо цвеќе истите делегации положија и на бистите на правоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче во паркот на Револуцијата. При тоа представниците на Сдруженијето на борците кратко изјавија дека 11 октомври е еден од најсветлите датуми во македонската историја.